Тој е актер кој со невидена леснотија ги креира ликовите пред нас. Подеднакво добар на штиците што живот значат, исто како и на филмското платно. Познат стендап комичар, ТВ водител. Тој е актер шеговиец, но и непоправлив романтичар. Не оди по разгазени патеки, туку сака да отвара нови патишта. Токму затоа го сакаат од најмладите до постарите. Добро утро му посакувам на Сашко Коцев. Сашко, добро утро, како е овој понеделник? Добро утро и вас. И само вие во МТВ останавте да пишувате вакви најави. И од сега натаму, кога ќе ми падне само довербата, ќе ви се јавам да гостувам или барем да ви се јавам на телефон, да чуjem нешто за себе вака убаво и вака срочано и напишано од стар ков МТВ. Баш ви фала за убавата најава, добро утро и за вас и баш ми драго што сме тука. Сашко, да тргнеме од она што е најновото. Таки кошка во куќен притвор. Да. Како се случи Таки кошка? Таки кошка беше прво Јоле Јордан, адвокат. Тоа беше едно така покроки сценарио кој што почнавме, беше напишано, но рекоа, значи самиот сценарист и продуцентот и режисерот дека се отворени вратите и добродојдени се нови идеи. И почнав јас, кој што не може да седам мирно, и по мене бујца на идеи почнува да ми се раѓа. Викам, чекај, ќе го направиме да е на од јака фамилија. Да, направивме, викам, влашка стара фамилија со традиција, кои што ги знаеме какви се луѓето, со нивните семени традиционални вредности, и една црна овца имаат. И како да се вика, и знам еден лик, професор, по не знам што беше во средна школа во Битола, Таки, може и покоен, се извинувам до семејството, Таки Кота, го имам чуено, дека се вика Таки Кота, и ми звучеше убаво, сакав да се вика така некако звучно. Таки Кота, а другар имам исто влав Таки, викам, чекај, Таки да биде, и истражував најпознати влашки презими. И кошка така ми се залепи, Таки кошка. На нивниот јазик сигурно нешто друго значи, но кошка мене ми се види убаво еден адвокат, не толку расипан колку неупатен, ама што виде само ги кошка другите. Со овој седи, со него најболе збори за него, со другиот за него најболе збори, против другиот одма збори. И така некако Таки кошка, кој им го соопштив на продукција на сценаристот и на режисерот, се залепија сите дека тоа е толку звучно Таки кошка и дека никад нема Таки да се вика, нема ќе се вика Таки кошка. И така, ете, ја приказната за Таки кошка. Многу театарски улоги зад вас, многу филмски улоги, но што ново се крчка кај Сашко Коцев? Има нешто премиерно што се спрема? Да, нова премиера на 3 октомври. Имаме на Кристијан Ристевски филм, кој што се вика Снежана умира на крајот. Не, Снежана на крајот умира. Насловот, секогаш го грешам, Снежана на крајот умира, така се вика филмот. Поканувам сите да го погледаат тој филм. Тој е снимен 2019 година, септември-октомври месец, една многу интересна урбана приказна, која што би можела секаде да се случува, а се случува во Скопје. А случки во животот, психолошки, длабоки проблеми на едни личности, но представени на доста ведар начин, на моменти доста духовит, како што е самиот режисер. Нели сите филмови, сите дела се личат на своите создавачи, така да и ова подсетува на него. 3-4 различни приказни кои овде и онде се допираат, се спојуваат. Главната, големата слика во филмот е за тоа што човек да направи, да промени кај себе за да успее, што треба да смени кај себе човекот, зашто секојаш мора да се менуваме, мора да го следиме текот на животот. Така да ги поканувам сите, верувам дека ќе уживаат во филмот и сигурен сум дека ќе им се допадне. Снежана на крајот умира. Многу остварени улоги. Неблагодарно е да се прашува кој родител кој е најомиленото дете. Сепак, има ли некоја што кај вас буди посебни емоции? Секогаш последната, која ќе одиграм. Викам, ова ми е најдобрата улога, најмногу ја сакам. И ова ќе го памтам. И кога ќе ме прашаат, викам на интервју, ќе кажем, ова ми е. Правам наредна представа. Таа ми е омилена. Правам нареден филм, викам, не. Грешка сум бил за оној. Овој ми е омилен филм и овој филм ќе го кажам на интервју. На вистина верувате дека не можам да издвојам. Сигурно ќе имам, можам да кажам дека најголемото дело кое што сум го снимил до сега до Балчак
филмот, така да тоа може да се памти по тоа. Една улога за која што многу сум се подготвувал, но не значи дека за другите помалку сум се подготвувал и помалку ги сакам. Исто да кажеме, морам да го спомнам, значи, и Хомо на Изи, каде што заедно одлучувавме што да играм. Пандемијата покажа дека и во редуцираната театарска сала Сашко Куцев ги полнеше салите. Да. Во вашиот матичен театар, Македонскиот народен театар. Во Македонскиот народен театар, редуцирана публика и редуцирани представи заради пандемијата и одлуката беше, нели, препораките беа да се играат што помали представи, со што помалку луѓе заради што намален ризик. И остана да се игра во представите од кои што играм, најмала беше таа, не се клади на енглези со најмалку луѓе. И се испостави дека навистина е апсолутен хит и на сите тие рестрикции и страфот од ковид пандемијата стварно беше преполна и не сме промашени никогаш. И еве стартува сезона веднаш да закажеме представата, на мала представа за тројца другари кои што зборува за овој феномен во нашето општество, кој се посредни тоа е игрите на среќа и ова, значи обложувањето, игра на среќа. Гледаме, сведоци сме како никнуваат секој ден се повеќе и повеќе. Дали понекогаш се чудиме дали тоа е показател дека имаме се повеќе пари или дека немаме се повеќе пари. И се пуштаме или во нашите глави е лесната за работа. Затоа што вчера седе во еден ресторан, собственикот е келнер. Го викам како постигнеш, он вика нема кој да работи. Викам нема луѓе, не ќе да работи. Па плати ги повише, нема врска вика со парите. Тражим посол да га не наđем, викаат србите. Некако за тоа изгледа кладилниците. Овдека не е тоа толку оптеретено со кладилницата во представата, повеќе е за едно растурено старо другарство и за едно другарско лицемерие. Така мотивно приказна, а сепак комична. И сега за наградите. Златна рамка, неодамна ја добивте за филмска улога. Како го доживувате ова признание? Сите награди многу значат кога ги имаш. Вака на хартија, филмска, театарска. Но ова награда посебно ми беше драга, затоа што е признание од луѓето со кои што не те гледаат на филмското платно, па те обожаваат дека ти си нешто многу добар, или те гледаат на театарската сцена, па ти си нешто многу добро и не те обожаваат. Туку ова ти го даваат луѓето кои те гледаат и позади, најмногу, уствари, главно те гледаат позади камерата. А тоа се најдобрите режисери, продуценти, костимографи, сценографи, филмските работници во Македонија. Точно знаат каков човек си, каков глумец си, колку се жртвуваш, каков ти е односот со нив, како стигнуваш до улогата, до резултатот. Така да посебно ми е драго од нив да ја ценат и да ја потпишат таа моја пожртвуваност и таа баш моја посветеност. И сега стигнуваме до делот кој е Сашко Куцев кога ќе се симне од сцената, кога ќе се изгаснат камерите и рефлекторите. Да, често тоа го прави телевизијата да мислат дека таа улога што ја играш ти си тоа. Едноставно сум дури доста и може се каже повлечен на маса, не сум човек кој на маса држи банка, онака он само да збори. Сите мојата сопруга ја прашуваат: "Леле, колку ли ти интересно за Сашко Куцев дома?" Многу интересно, нормален човек. Каков е Сашко Куцев од Сабајле, сите викаат. Каков е Сашко Куцев од Сабајле? Станува и му се спие. Како? Па викам, а вие сите ли сте наспани кога стане до Сабајле? Станува нормално да ми се спие. И вака со напипување одам до кујната да го направам првото кафе, една пијам дневно. Тоа од Сабајле за спестување. И тоа е тој човек. Тоа само на америчките филмови има. Стануваат од Сабајле и они готват у 6:15 Сабајле многу обилен доручек. Децата се раздрагани и се наспани, и они се многу свежи, тоа само на филмови. А дали може би улогата на татко на Јоана е улогата за Оскар за Сашко? Тоа е Оскар, Греми и Бафта награди, сигурно, затоа што тоа е едно дете кој што така многу харизматично и многу палаво дете, ама харизматично и позитивно палаво. Дете е немирно кој што цело време мора да има некаква акција, ти си цело време запослен и цело време си во некоја константно си во некоја улога. Дали си некој лик цртан од филм, дали тоа треба да играш, дали си юникорн, дали си
некоја кукла, па ти си на куклата татко, константно сум во некоја улога, така да јас тренинг имам дома. Сашко, посакувам уште многу улоги, уште многу ведри денови за вас, но и за нас со вас. И благодарност што во утро бевте гости на Македонија на утро. Ви благодарам на поканата, многу ми е драго и посакувам на сите пријатен ден, пријатна година, пријатен живот. Чао.